И на само 2 дена пред почеткот на Балканското првенство на одбојка, како се чувствувате? Ивана, како се чувствуваш? Дали сте подготвени? Мислам дека атмосферата во екипата е супер, сите се чувствуваме одлично. Едва чекаме да одиме во Албанија, во Тирана, таму ќе се одржува Балканијадата и мислам дека сите едва чекаме на првиот надпревар да покажеме се што може. Се чувствуваме како тим, бидејќи ние прв пат да се собираме вака и си рекли сме што сме повторно викнати и се трудиме да е се најдобро. Јас мислам дека имаме шанси да сме подобри од другите години, нели, во секој случај, каде што можеме бар да се искачиме погоре. Последна година кога бевме собрани, бевме 6-то место, да бевме предпоследни, бар би можеле да бидеме 5-то или 4-то, тоа мислам дека можеме да го оствариме годинава со овој состав. Тренинзите се одлични на вистина. За сите работиме некогаш и посебно, некогаш и сите заедно. Селекторот се знае најдобро тој недели. По позиции, на вистина во овој краток период не сплоти сите, како да речам, заедно сме сплотени и мислам дека ќе направиме добар успех на ова првенство. Се собравме една недела пред да треба да започне првенството. Меѓутоа, условите, како што можете да видите, не се одлични. Имаме и сала, и хотел кој што е далеку од очекуваното, навистина сме задоволни. Може би времето не е на наша страна, меѓутоа не сме ние тие што бираме. Сепак некој кажал кога да биде тоа првенство и ние само треба да се појавиме да изиграме најдобро што знаеме. Јас сум дел исто така и од кадетската репрезентација, ете во изминатата година 4 пати до сега си имаме собрано. И како прво за некој да биде дел од репрезентацијата, мислам дека е огромна чест. И самото тоа да го носиш дрешот на Македонија треба да бидеш горда. И јас така че се чувствувам и секој излагање на терен, да кажам, го давам максимумот за да целата држава на некој начин очекува нешто од нас да го направиме како една екипа. Јас после 2-3 пати ме избра за репрезентацијата, треба да биде упорна и многу да тренирам, многу време да поминувам во сала, во теретана и си треба време. Во одбојката си треба време за да се докажеш, не може од прва да влезеш во репрезентација. Треба упорност многу. Ова е големо искуство за нас. Тренираме напорно секој ден, верувам дека секој од нас го дава максимумот, така како и тренерот, односно селекторот Аце. Се труди да не укаже секоја грешка, да не подобри. Краток период се, ама верувам дека ќе дојдеме до вистински резултати во Албанија. Па да, ние од порано се знаеме, секако имаме надпреварувачки духи, по цели сезон играме заедно и се знаеме, но мислам дека функционираме мощно добро, иако имаме малце време за припреми и мислам дека и во полето сме како едно. Секој ден имаме по 2 тренинга, по 2 часа, дали например сабајле можеби ќе имаме теретана, дали ќе наподлате некој начин и вечер секогаш имаме сите заедно тренинг. И да, напорно е, ама мислам дека сакаме да постигнеме и сите сме срекни кога тренираме и задоволни. Се чувствувате ли како да сте една фамилија? Да, искрено имаме многу кратко време, ама мислам дека за тоа кратко време сите сме многу сплотени во теренот и надвор од теренот. Чест ми што сум дел од ова репрезентација и секако се надеваме на победа некој. Сите сме сплотени и играме како еден тим, затоа што веќе не е прв пат да сме заедно, и со некои отпорености што се знаеме, затоа што имаме игране едни против други и секој ден се зближуваме се повеќе и повеќе. Имаме доста интензивни тренинзи, се спремаме добро, ни дава доста добри совети, не подготвува за она што не чека на надпреварите и ни дава разни случаи како примери како треба да се однесуваме и какви решенија треба да бараме во моментот на играта. Мислам дека веќе имаме сите стекнато некој искуство и не мислам дека е напорно да кажам, но сепак се имаат, сепак тренинзите се интензивни и се дружиме и брзо не поминуваат. Искрено не сакам да говорам пред време, но ќе дадеме се од себе, сите ќе го дадеме својот максимум и како целни се Албанија и Црна Гора